Здраво и добро дојдовте на мојот канал Сандра Рецепти. За денес ви ја подготвувам оваа прекрасна штрудла со ореви. Кога ќе ја направите еднаш, ќе ја правите повторно и повторно. Да преминеме на рецептот. Најпрво во длабоксот додаваме 150 мл млако млеко, една кесичка сув квасец. Овде имам 100 грама шеќер, дел од него додавам во квасецот. Додаваме 2 лажици брашно, потоа промешуваме убаво и оставаме квасецот да се активира. Во активираниот квасец додаваме едно цело јајце, 100 мл растопен путер, остатокот од шеќерот, и овде имам 300 грама брашно. Го додаваме брашното постепено. Најпрво мешаме со лажица. Го додаваме и вториот дел од брашното и додаваме една мала лажичка сол. Гледате смесата е се уште леплива, затоа додаваме брашно по потреба. Додаваме брашно и продолжуваме да месаме со рака. Овој рецепт е и секојдневен, но може да го подготвувате за Божик или за Великден. Тестото го префрламе на брашната работна површина и го месаме убаво. Поддржете го мојот канал, претплатете се, оставете коментар, споделете со вашите пријатели. Еве како треба да изгледа. Сега ја намрсуваме ченијата во која месевме и го оставаме да стои 1 час. Намрсете го убаво тестото за да не фати кора и ставете фолија одоскора. Додека тестото стасува, го подготвуваме филот. Овде имам 300 грама мелени ореви. Во нив додаваме една лажица какао. Потоа додаваме 100 грама шеќер. Потоа додаваме 100 мл врело млеко, а во него има растопено и 100 грама путер. Ја стураме внимателно смесата, која е многу жешка, и мешаме со лажица. На почеток можеби ќе ви изгледа филот дека е редок, кога ќе излази ќе биде погуст. Еве како фил треба да добиете. Тестото е веќе стасано и сега треба да развлечеме кора. Ја набрашнуваме работната површина. Вие можете да го правите ова и на крпа. Како ви е полесно така. Го префрламе тестото, без многу притискање, оформуваме правоаголник. Внимавајте да има под тестото брашно доволно, бидејќи ќе расукаме многу тенка кора. Напишете ми во коментар дали сте правеле ваква штрудла или некоја слично.
Кората е веќе спремна и го додаваме филот. Распоредуваме убаво со лажица. Треба да има насекаде. Сега правиме ролат. Внимателно виткајте без брзање, треба да имате што е можно повеќе кругови за да го добиете тој убав и шарен изглед. Сега дополнително го развлекуваме ролатот. Бидете само внимателни, бидејќи е многу меко. Ги отсекуваме краевите. И го виткаме ролатот во буквата С. Оваа штрудла е позната и под името поветица. Ја префрламе на хартија за печење и ја ставаме во тавче. Сега треба да оставаме уште најмалку половина час да нарасне. Ја покриваме со фолија за да не фати кора од озгор. Сега од кога помина половина час, треба да ја премачкаме со топло млеко. Релната ја загреваме на 170 степени и печеме 50 минути. И еве готова е штрудлата испечена. На средина на печењето ставив хартија за печење од озгора, за да не потемне премногу. Сега треба да дозволите за да се излади. А тоа ќе биде тешко, верувајте ми, цела куќа мириса на ореви. Пожелно е пред сечење да ја оставате да се излади убаво. Ајде да видиме каква е внатре. Време е за сечење. Погледнете каква е внатре. Прекрасно. Израдувајте ги вашите најблиски со овој рецепт. Нема потреба да има некој посебен повод. Штрудлата останува мека и неколку дена после печењето. Само е потребно да ја завиткате во кеса. Се надевам дека ќе ви се допадне овој рецепт. Затоа ставете лајк на видеото, коментирајте и сега го споделете во со најблиските. А до тогаш се гледаме во некое следно видео. Ви благодарам и довидување.